Пред точно 2 години, на исто ова место, во исто ова време, јас го правев ово исто што го правам и сега. Верували или не? Да. Време е за рекеп, односно ревју, односно осврт на вториот ден на Левет. Традиционално журката се случува вториот ден вечерта и ние на пат на ке журката го стигаме второто видео. Она во позадина таму, ако се гледа некаде некоја точка е Ајфеловата кула, што е најмалку важно, затоа што за разлика од вчерашниот, денешниот ден понуди многу повеќе содржина, многу поквалитетно содржина на Левет. Ако вчера бевме разочарани, тука вклучувајќи го делот со храната, денеска и храната беше многу подобра него вчера. Сабајле не разбуди Рамон де Леон, овој пат на главната сцена, јас мината година немав шанса да го слушам, ама буквално не разбуди. И интересно имаше народ, така се раздвижи народот малце повеќе. Човекот за моје, да речам, на моје задоволство, ајде и изненадување, кога зборува најнормално надвор од сцената, не вика толку многу, најнормално си прави мојот, али на сцена вика, значи корне ефтен Дури едно време мислам дека го стиши, ако не го исклучија скроз на разглас, пошто немаше потреба да се уклучува разглас. Како и да е, човек од улица Малтен, односно човек што онака нормален, фин, бизнисмен, мал предприемач кој што си ја сватил приказката за како се работи со своите потрошувачи, си ја преточил својата работа и на социјалните медиуми и на интернет веќе долго време и после некое време од дистрибутер на Домино Пици станал спикер. Не е на ниво на кое што нели се другиве врвни спикери, меѓутоа е многу искрен и нуди многу енергија и луѓето го сакаат пошто навистина делува симпатично. Иако ако не го сконташ на почеток може те уплаши онака кога си кажеш чекај што се дере сега типов катастрофално. Продолжи понатаму со супер говорници кога ги издвојам Форестер Џорџ Клуни или Колони од Форестер Research. Мене ми се допадна многу човекот затоа што врз база на истражувања, врз база на трендови кои што се излегуваат од статистика, кажа како се движат навиките и активностите на одредени целни групи, на каде се движи целата приказка и после даде некаков предлог, модел, односно систем што би се случувало следни 5 до 10 години. Навистина беше онака фасцинантно како он со слики кажуваше сега ми се отвара врата, сега знае авионот дека јас треба да се чекирам, сега он знае ова, сега знае она. Мислам таква некоја приказна од иднината да раскажа, но убаво беше што на каде рече еве го моделот, еве шемата како тоа се случува. За после него, веројатно тука некој скокнав што нели не ми текнува кој се беше на сцена, меѓутоа со душа да го чекаме Гери Вајнерчук, човекот кој што буквално сам да биде на настанов, доволно ќе биде да биде настанов добар, растури. Мислам буквално растури. Едно е кога го гледаш на видео, за сите оние што го гледаат на видео, супер е да го гледаш на видео. Меѓутоа верувајте да го гледате во живо, да го слушате во живо, да го почувствувате, особено на таа сцена толку близко седнати, е комплетно различно. Најголем дел од времето, како и обично, Гери одговараше на прашања од публика, одговараше на прашања од лик. Овој пат и јас се дрзнав да му поставам прашање, ми рече многу било добро прашањето и така една американска наследка ја ставив. Бевме фичерд на YouTube и на Facebook денеска со Андреј, кој што еве го тука позади, значи он го држи телефонот, ме снима со блиц, да знаете, му јаде материја страшно многу, така да ако ме снема негде на пола збор за тоа Гери беше супер. Продолжи денот понатаму, почна social бренд страката на другата страна, а ние се вративме назад да го слушаме Брайан Солис кој што брилираше. Мислам имаше така малце поабстрактна тема, карактеристична за него, повеќе теорија, меѓутоа крајно инспиративна. И после тоа, нешто што го договорив јас уште минатата недела, конечно не ми се веруваше дека ќе се случи, но се случи, се сретнав со Брайан, си разговаравме, разменивме супер муабети, значи човекот онака баш down to earth, многу присовен, многу супер муабет. Дел од него таму негде горе доле на другиот линк ќе го видите, затоа што веќе го објавив. Ултра среќен, ултра задоволен, онака се трудев да разговарам за теми за кои што не зборуваше на самиот настан, за теми кои што мене ме интересираат и предпоставувам дека треба да почнеме да ги размислуваме сериозно и ние на нашиот пазар. Уште една препорака за неговата книга, односно e-book што е линкана во претходниот пост и после тоа веќе денот не беше битен. Само како да кажам, имаше уште неколку говорници, малце пред Брайан Солис кој уступеа тие таму motivation speakers кои што зборува за медитации, за промени во животот, за кајтсурфинг и за не знам што. Паднавме внесе со на типка од Blip TV, која што она непотизам извади на сцена комплетно, у смисол татко бил на хаврат, но она не знам што, се откривала себе, скокала со банджи джампинг, отишла не знам
америчка булшит прича во суштина, али беше забавно да се мала сеир на тоа, луѓето реагираат, делот нив емотивно. Сцена се одличен втор ден, очекуваме така да продолжи и утре. Може би на главната сцена нема се толку многу добри работи, меѓутоа ќе има на Social Brands сцената многу добри работи. Уште еднаш Facebook разочара, Google разочара, сите големи брендови, Twitter вчера разочара комплетно. Значи апсолутно ништо не кажа, беа комплетно затворени, стерилни и едноставно дошли на сцена за да само бидат на сцена без ништо да кажат. Google нешто кажа, Google Plus и рече извади да ме го реклами да се вади цел пост као ембедиран да можеш да коментираш во pop-up, али тоа веројатно ќе го прочитате или сте го читале на. Океј, доста е за сега, снимаме телефон, ладно е, ајде треба да гледаме на журка. Се гледаме.